ništo, some ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu oce koji zbor odustata na Boga. So tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe možem se, Isuse Hristose. Blaženi ste vije, koga keve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri, podesni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možem se, Isuse moj od Bog i spasitelj, vo nego veruvam, za nego žive ja. Ono mi dava sila da porasnam po ljubov ta. Isuse moj od Bog i spasitelj, te sagam Gospod Isuse Hriste, vo nego veruvam, za nego žive ja. On mi dava sila, on mi dava sila da porasnam. Slava ti Gospod Isuse Hriste, po ljubov ta. Ete zato sme tuka na zemljata, da porasneš vo ljubov ta, da naučiš da gi ljubiš site, kako što Isus ne возлюbi do kraj, da go ljubiš bližnji od kako sami od sebe si, da naučiš da ljubiš, da se pretvoriš vo ljubav, da se oblečeš vo ljubav, da čekoriš po Isusa. Mudri izreki 25, mudrost Sirahova. Mudrost ne je Sirahova, туку to je zapišan. To je bil izbran sad. I ние денес имаме на заедниците слегуваат слични вакви мудрости. Се надеваме по наредните книга, некоја наредна книга, како ќе води духот, ќе се објават. То истиот ритам, истото богатство, истата животодавна сила по словата. Со 3 работи се украсив и станав убава пред Господа и пред луѓето. Тоа е душата твоја. Слога меѓу браќата, значи мудроста, слога меѓу браќата, љубов меѓу ближните, маж и жена што живеат во слога. Со 3 работи се украсив и станав убава пред Господа. Слога меѓу браќата, љубов меѓу ближните, љуби го својот ближен како себе си. Вистинско љубов, не лицемерно братолюбие, маж и жена што живеат во слога. И ние гледаме во телесниот свет. И во Македонија дојде, сите се разведуваат. Ке замине телесната страст, телесниот нагон, и потоа никој никого не љуби, никој никого не трпи, никој никого не поднесува. Љубовта не го помни злото. 3 вида луѓе душата моја намрази. Пазете. Одвратен ми е нивниот живот. Горд сиромав. Горд, не признал, не ќе да учи, не прифаќа, тврдоглав, непослушен, горд сиромав. Те сакам, Господи Исусе Христе, богат лажливец. Не знам дали вие помислувате на македонските политичари кои до денеска не водат што се случува. Богат лажливец и старец прељубеник кој слабо расудува. Тоа може би подразбира и телесно, но прељубник едно вака, друг пат така, трет пат така. Велиш дека си христијанин, а не го исполнуваш законот на љубовта. Не ја исполнуваш заповедта, љуби го својот ближен како себе си. Ако ништо не си собрал во младоста, време на милост имаш на земјата, да го познаеш Исус. Како можеш да го имаш во старост? Тие трупаат пари, одеднаш ќе сватиш дека силата, и постојано го повторувам ова, славата,
и царството се негови. Овде има на земјата краткотрајна владење, но се плаќа. Се плаќа. Колку и прилега на седата коса да суди и на старците да умеат совет да дават. Ти доаѓаш сега во еден период и на стари години си тажен, овкаш, лелека, што и да се случило. Приготви се за премин од телесниот во духовниот свет. Прости на сите, не осудувај, прифати ја Божјата волја, радувај се со секој ден, благословувајте ги оние што ве колнат. Покај се за секој греф и за секој збор. Колку е убава мудроста на старците и разумноста на честните луѓе совет да даваат. Честни луѓе во Исус совет да даваат. Големото искуство е круна на старците. А пофалбата нивна стравот од Господа. И ние знаеме по извесен период и запираш да се расправаш. Тежнееш кон мирот. Сеќаваш дека си тука кратко, дека ќе заминеш. Дали си свесно или несвесно дека ќе застанеш, ќе се представиш пред Исуса Христа и пред ангелите и ќе одговараш за секое дело на нељубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, 9 помисли пофалив по срцето свое. Значи, мудрост, Сирахова 25, 10-тата сега ќе ја искажам. Тој е човекот што се радува на деца, духовни, телесни, физички или духовни, и кој го доживува паѓањето на непријателите своји. Јас немам непријатели, ги благословуваш. Го доживуваш кога ќе возвратиш со љубов. Или кога ќе дојде од платата. Кој го доживува паѓањето, кој се радува човекот. Тој е човекот што се радува на деца и кој го доживува паѓањето на непријателите своји. Некои се радуваат на духовни деца. Те сакам, Господи Исусе Христе. Блази му на човекот што со жена разумна живее. Што со жена разумна живее, кој не греши со јазикот свој и не му слугува на понедостоен од себе. Ова го има во Јаков 3. Кој може да го опушта својот јазик. Значи, кој не греши со јазикот свој и кој не му слугува на понедостоен од себе. Само на Исус му слугувам. Не станувајте робови на луѓе, скапо сте платени. Знаете, и сега се чудам јас, крвта Исусова, се чудам јас, ја чудим. Луѓето следат водач кој краде, кој лаже, а отвори уста лаже, краде, го продава својот народ и го следат за ситна добивка, за ситни пари. Видете, не станувајте робови на луѓе, кој не му слугува на понедостоен од себе. И затоа не давам подршка на крадење, на лажење. Блазе му на оној, ме праша една студентка, имаше една така наречена шарена револуција финансирана со пари од сатаната. Фрла, мачка, боја го сменија претходниот владетел. Донесоа 10 пати полош човек. Јас го зборувам тоа во духот. Продаде народот, краде, лаже, сиромаштија, нема ништо, понижување до дрт. Тогаш ме праша, зошто професоре не учествувате, моите студенти? Па не сакам ја седам со лажговци, со измамници. Само на Исус му служам. Кој ќе го разберете тоа, кому му се поклонуваш, на ликот над зверот, блази му на оној кој придобил мудрост и кој ја предава на уши што го слушаат. Ево ова се тие завети. Ова е тоа слово. Јас сум само избран сад. Духот на мојот Отец зборува низ мене. Секој што го боли, допрете се каде што ве боли. Господи Исусе Христе, се покајувам за секој греф. Ставете ја раката. Покажи ми што треба да покајам. Простувам од срце. Дај ми сила да им простам на сите. Те молам, Исусе, никога не осудувам. Научи ме како да не осудувам. Ти си судијата. Ја прифаќам Твојата волја, се радувам со се што доаѓа, не мрморам. Исцели ја мојата болка. Ти благодарам, ти ме послуша, татко мој, во името на Исус. Слава Ти, Исусе.
Колку е голем оној што е нашол премудроста. Оној што го нашол Исус, но не е подобар од оној што има страв од Господа. Стравот Господов е над се и кој го има со што може да се спореди. Да не мислиш дека си нешто, се си примил, да не се возгордејуваш, сиромав си, а горд, тоа е тоа. Немаш ништо. Се си примил, што се фалиш како да не си примил. Знаењето е од него, зборовите се од него, луѓето ги земаат, зборовите ги избардуваат и си прават своји приказни. И кога би знаеле дека приказните се плаќаат со душата. Освен ако не му дозволиш на Исуса Христа да плати за тебе и да му ја предадеш собственоста во твојот живот, од сатанска собственост во Исусова. Стравот Господов е над се. Тој не е страв да се плашиш, дека тој те гледа, тој е со тебе. Тој знае што правиш, знае што има во твоето срце. А ти зборуваш за Бог, а се однесуваш недостојно. Тоа е блудство. Секоја рана може да се истрпи, само не и раната на срцето. Имам познавам луѓе им починале блиски, плачат, кажат, ги терам да остават така. Исусе, дај ми сила да разберам дека душата ти го даваш и земаш животот. Душата оди на суд, телото оди во земја, телото се предава на сатаната на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Секоја злоба може да се поднесе. Само не и злобата на жената. И жената е земена и како жена, и како душа, и како заедница. Исус е младоженецот, ние сме жената. Злобата на црквата, на заедницата, и секое паѓање само не од злобните, и секоја одмазда само не и одмаздата од непријателите. Одмаздата е моја, јас ке отплатам, вели Отецот Небесен. Нема глава поотровна од змиската. Старата змија, сатаната, ниту има омраза од омразата на непријателот. Поголема, поомразена. Тој мрази, се мразиш сами од себе, се труеш сами од себе. Повеќе сакам да живеам со лав и змеј. Пазете, отколку со лоша жена. Жена е едно, душа е друго. Трето е црква, заедница, држава. Ние сега живееме во Македонија, Армакедонија, секој против секого. Политички поделени, па уште соседите се втурнаа. Сатанин трн, грци, бугари, албанци. Велат, распни ја Македонија, моја е Македонија. Македонија на Исус Христос. Таа ќе те земе тебе еден ден. Повеќе сакам да живеам со лав и змеј, отколку со лоша жена. Пакоста на жената ликот и го нагрдува. Лицето и го помрачува. Пакост како лице на мечка. Ке седне мажот меѓу пријателите, а кога ќе чуе за неа тешко го здивнува. Ти не можеш едноставно внатрешниот дел, тоа што е во твоето срце, да го контролираш. Тоа е сатанската природа. Отровна глава. Оти татко, глава ти е змијата. Ти си на тоа тело приклучен. Ти треба да се исклучиш од тоа тело. Со двоостар меч и мечот на духот да го раскинеш тоа тело и да му предадеш се на Исус, он да ти даде наплив на љубов и да почнеш да победуваш и да чекориш во љубовта. Ке седне мажот меѓу пријателите, кога ќе чуе за неа тешко воздивнува. Те сакам, Исусе. Секоја пакост е мала во споредба со пакоста на жената. Видете се и ги речете, жребот на грешникот нека падне врз неа. Жената е телесно, душата е исто тука. Црквата, заедницата, државата. И не може држава, заедница во која не се грижиш за сиромавиот, за болните да оди напред. Проклетството е тоа на политичарите. Ти само крадеш, гледаш само за себе си, за твоите деца. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не размислуваш дека четворно ќе отплатиш. Каков е песочниот брег за нозете старечки, таква е острата жена, остра жена, за мирниот маж. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не загледувај се во женска убавина
и не копнеј за наслада од жена. Голем срам и грдост е кога жената управува со мажот свој. Се мисли и на душата, си ја сакаш душата, душа моја сега ќе да наполнам, заедницата која ги мрази другите, која е возгордеана, е сиромав, како што рече, горд сиромав, нема ништо да се занесува. Ние сме најстари, ние сме апостолска, ние сме ваква, ние сме правата. Тажно срце, невесело лице, те сакам и рана срцева. Тоа е лошата жена. Тажно срце, невесело лице, рана срцева. Тоа е лошата жена. Раце скршени и колена треперливи. Таква е жената што не го весели мажот свој. Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. Од жена е почетокот на греот. Поради неа сите умираме. Жената, реков, телесно, душата. Тоа што ти го сакаш. Те сакам, Господе, и змијата, сатанскиот ум. Тројазичници. Првиот јазик на Бог, вториот е твој, третиот е сатански, ќе ги измешаш. Тогаш идеш на по два патои, по два патишта. По тесната патека ја забораваш на Исус Христос. На водата не дава и пукнатина, ниту на зла жена власт. Ако не се управува според твојата волја, отпушти ја од себе. Ете уште еднашка. Ако не се управува според твојата волја, отпушти ја од себе. Жената ми прашува дали треба да се разведуваат. Ако мажот и жената се едно тело, еден дух, едно тело, една мисла, нема да се разведат. Ако се во Исус, ако се телесни, ако не те слуша, отпушти ја од себе. Тогаш ти не си во законот на љубовта. Нема љубов. Надвор сте од законот на љубовта. Можете да се молите Исус да ви даде љубов или да се разделите. Одиме сега. Те сакам, Господ Исусе Христе. Суштината на нашиот живот не живеам јас. Не живеам јас. Исус живее во мене. Апостол Павле, тоа го кажуваат сите. Го цитираат, ама не го живеат така. Слава ти, Господ Исусе Христе. Значи не живеам јас, Исус живее во мене. Ако Исус на вистина живее во мене, тој ги има клучевите од моето срце. Тогаш неговата сила е во мене. И неговата љубов е во мене. И јас можам да ги љубам сите. И имам сила да простувам. И тогаш ние сме едно. Заедно. И имам власт заедно со Исуса над сето зло, над нечистите духови. Бегај од мене, сатано. И не се враќај повеќе во името Исусово. И тој што е во мене, Исус е поголем од оној што е надвор од мене. Сатанскиот свет. Тогаш Исус и Отецот, пазете, Исус и Отецот се едно, и јас сум во Исус, и со Отецот сме заедно, тие живеат, има сокровиште во моето срце, и Царството Божјо е внатре во мене. И не се плашам од ништо. И го гонам сатаната со живо слово, со меч на духот, со двоостар меч. И мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги врзме околу мене врз земјицата, врз македонскава земја. И ништо нема да ме напакости. Газам на змии и на скорпии. И го победувам светот со вера. Не моја, Исусова. Слава ти, Господе Исусе Христе. Јас и Отецот сме едно, вели Исус. Кој ме видел мене, го видел Отецот. Уште ли не ме познаве, Петре? Јас мислам, јас сакам да сум едно. Сакам да сум едно со Отецот на љубовта, која никогаш не престанува. И имам сила и власт. Во името Исусово и лав и змеј убивам.
i огнен штит и газам на змии, на скорпи, ништо нема да ми напакоси. Лафи змеи убивам. И огнен штит на љубовта има околу мене за славата Исусова. Дали чекориш самиот или си едно со Исус? И Исус чекори со тебе и те води по тесната патека што води кон животот. Важен момент е тоа. Дали сам чекориш или со Исус? Дали си своеглав, автокефален или си Христокефален? Тогаш со тебе е Исус, ако си Христокефален, каде и да си, и имаш сила да се бориш со живото слово, со мечот на духот, крвта Исусова е врз тебе. Ја свето положуваш каде и да одиш. И изрекуваш живот во името на Исус. Живот во името на Исус за секој кој ќе рече те сакам Исусе, те сакам Исусе. Имаш власт да врзуваш и отврзуваш демони. Се што ќе врзете на земјата, ќе биде врзано и на небесата. Го врзувам сатаната. Го врзувам неговата сила, го обесилувам, бега од Македонија сатано. И се што ќе одврзете на земјата, се одврзувам од сатанските дејства во името на Исус. Ќе биде одврзано и на небесата. И имам сила да лекувам, да воскреснувам умрени, да го менувам созданието. Но само ако Исус, само ако сум едно со Исус, ако нема граница меѓу Исус и мене, и тој е населен во моето срце, еден дух во Отецот и Исус, кој се соединува со него, еден дух е со него. Ако живеат во моето срце и во твоето срце, ако имаш вера колку си напово зрно, вера Исусова, и фрлаш планини во морето, стани планини и фрли се во морето, планино зло во името на Исус. Но како? Како се станува едно со Исус и Отецот? Тоа е битен момент. И ми ја даваш власта во твојот живот. Се им предаваш во владение. Собственоста ја предаваш. Дозволуваш тој да те учи. И Исус тогаш ти дава власт да газиш на змии и на скорпии. И ништо нема да ти напакости. Зашто тој што е во тебе е поголем од тој што е надвор од тебе. Тогаш Исус вистински живее во тебе. И Царството Божие е во тебе внатре. И ти си во дух и вистина му се поклонуваш. Од десната страна на силата Исусова. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам. Слога меѓу браќата, љубов меѓу ближните и маж и жена што живеат во слога. Мажот е Исус, жената е црквата. Љубов меѓу браќата ви е јасно. Видете, слога во Исус. Тој те води. Ти си жената, ти треба да слушаш. Зато е дадено односот. Тој те носи по тесната патека. Предај му се, имај доверба, не скрби, не се грижи, не мрмори. Ќе ви го дадам тоа што го зборувавте. Препушти се во љубовта. Ете затоа си овде на земјата и што и да се случува. По извесен период се ова ќе исчезне, овој материјален сатански свет, и ти ќе треба да се вратиш во кај Отецот на духовите, кај Исуса Христа, во царството на љубовта која никогаш не престанува. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, за секогаш љубов. Исус напред, јас по него. Те сакам, Господи Исусе Христе, првиот и последниот, Алфа и Омега, почеток и крај. Се е од него и за него создадено, и се преку него се здржи. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус во срцата ваши, за навек. Амин. Да направите ништо,
Some ne možete da napravite se, ne živeš samo od jadenje lep. Tugu odsekoj zbor odustata na Boga, so tebe možem se, Isuse, Hristose, so tebe možem se, Isuse, Hristose. Blaženi ste vije, koga keve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri, po desni od obraz, zavrti mu